Поборниците за и против абортусот се уште анализираат зошто гласачите во доминантните републикански сојузни држави како Охајо и Кентаки обезбедија клучни победи за Демократската партија. Гувернерот на Кентаки Енди Башир победи за изборот пред републиканец, а гласачите во Охајо одобрија мерка за која се обезбедува правото на абортус. Американците ги поддржуваат правата за абортус и ќе излезат да гласаат за да ги заштитат овие права. Тоа беше тешка битка на движењето за поддршка на животот против иницијативите финансирани од надвор од сојузната држава со десетици милиони долари што се слеваа во Охајо. Борбата за абортусот стана голема изборна тема на многу места по одлуката на Врховниот суд во 2022 да го отфрли Ро против Вејд, со кој беше воспоставено уставно право за абортус. Додека државите се префрлија да го ограничат пристапот, поборниците за правата на абортусот велат дека тоа создава реакција. Тие растеа во земја каде што правото на жената да абортира барем до третиот месец од бременоста е загарантирано со националниот устав. Сега кога тоа е вратено назад да се одлучува во државите, оние луѓе кои мислеа дека може да донесат забрана за абортус, наидуваат на оние кои што сакаат да изфрлат владата од нивниот репродуктивен живот. Прашањето за репродуктивните права во Вирџинија можеби им помогна на демократите да имат мнозинство во законодавниот дом на државата, но аналитичарите предупредуваат дека тоа може да има помала сила на општите избори следната година 2024, вклучително и за претседателската функција. Економијата е секогаш проблем број 1 без разлика на се. Има и други прашања кои би можеле да влијаат на луѓето и тоа може да биде доволно во некои држави да се притисне кон една партија на друга. Затоа за ова прашање за абортусот демократите мислат дека може да биде едно од оние секундарни прашања. Со оглед на неодамнешните изборни неуспеси на републиканците, Белт мисли дека тие ќе им дадат приоритет на други прашања кога ќе агитираат до гласачите следната година. Веројатно повторно ќе се фокусираат на стапката на криминал, имиграцијата и мислам дека навистина ќе зборуваат за инфлацијата и економските грижи што ги имаат американците. Сепак, експертите мислат дека дебатата за абортусот нема да исчезне наскоро, па дури би можела да доведе до поголема излесност во 2024. Особено со можните уставни амандмани на гласачкото ливче во конзервативните држави како Флорида и Аризона.